Здруженијето поддршка за онлайн настава, кој обединува околу 15.000 поддржувачи, бара одлуката за тоа каква настава ќе посетува детето да ја носат тие, а не државата. Ова денеска тие го истакнаа на пресконференција пред владата на неколку денови пред стартот на новата учебна година. Тие кои сакаат нивните деца да го посетуваат онлайн учењето или онлайн наставата, да со само едно писмо до директорот се обратат без бирократските процедури, нели, медицински белешки, одење, влегување во опасност во медицинските амбуланти и така натаму. Значи, да нема не медицински и медицински причини, туку само желба на родителот. Според нив, училиштата немаат доволно капацитет за спроведување на настава со физичко присуство и запазување на безбедносните протоколи. Со свој став околу наставата излезе и микробиологот Никола Пановски, кој смета дека наставата со физичко присуство е ризична. Ризик е да се започне учебната година со физичко присуство, бидејќи има многу луѓе кои не се вакцинирани. Ако на едно дете му се случи нешто посериозно, тогаш ќе настане хаос, бидејќи атмосферата е многу чувствителна. Треба да се овозможи комбинирана настава со оглед на фактот што премногу ученици во едно оделение тешко можат да одржуваат дистанца и да ги почитуваат протоколите. Во меѓувреме, владата и Министерството за образование и наука остануваат на ставот дека учебната година започнува во училишните клупи. Исклучиција од одлуката може да се однесуваат за деца со ретки болести или попречености, деца кои доаѓаат од семејства со хронично болни, по барање на родителите, како и други немедицински причини со дозвола на училиштето. Доколку здравствените власти утврда дека има потреба од промена на друго сценарио, како што е хибриден модел или дел од учениците во училница, дел од учениците онлайн или сите ученици онлайн, ние сме спремни за сите сценарија и доколку има таква инструкција ќе го промениме. Но велам, во моментов одлуката е физичко присуство за сите ученици. Министерот за здравство Венко Филипче денеска ги повика и родителите и учениците да се вакцинираат. Посебно родителите чии деца сега ќе почнат да одат во училиште или во градинка, децата кои што не може да се вакцинираат, зборувам на децата под 12 годишна возраст, битно е нивните родители да се вакцинираат со цел да се обезбедат семејствата. Здравствените експерти ја разгледуваат можноста за воведување брзи тестови во училиштата по стартот на учебната година со физичко присуство.